Четврт дел. 9 совети како да се приговори без навреда и без предизвикување образа. Ако веќе морате да приговарате, постапете вака. Еден мој пријател по некој повод бил поканет во Белата куќа кај тогашниот председател Калвин Кулидж. Додека влегувал во председателовиот кабинет, го слушнал како и вели на секретарката: "Денеска имате убав фустан, одлично ви стои." Тоа всушност бил најречовитиот комплимент што молчаливиот Кулидж некогаш и го дал на една секретарка, толку необичен и неочекуван што девојката поцрвенела до ушите. Кулидж потоа додал: "Не дозволувате да се сплеткате, тоа ви го реков за да ве одобровувам. Би сакал да ве замолам од денеска малку повеќе да внимавате на правописот." Кулиджовата забелешка може би била премногу очигледна, но од психолошка гледна точка била прекрасна. Човек полесно проголтува горчлива таблета ако пред неа добие парче шеќер. Берберот пред бричење го насапунува муштеријата, а токму тоа го правил Мекинли, кога во 1896 година се кандидирал за председател. Се случило еден уважен републиканец готов да агитира за Мекинли да напише говор кој според неговиот суд бил подобар дури од Цицероновите говори. Кога дошол кај Мекинли, гордо му го прочитал своето ремек дело. Говорот несомнено имал добри страни, но во целост бил премногу остар. Мекинли знаел дека би можел да предизвика бура од критики, а сепак не сакал да ја повреди гордоста на својот републикански приврзаник. Морал на љубезен и дипломатски начин да го одбие напишаниот говор. Еве како настапил: "Драг пријателе, сте напишале прекрасен, совршен говор," рекол. "Се сомневам дека некој би можел да го направи тоа подобро. Аргументите ви се јасни и несоборливи. Се прашувам само дали не е во моментов преурането да се влегува во толку отворена битка. Мораме сепак да ја почитуваме програмата на партијата, затоа ве молам да се обидете уште еднаш и да напишете нов говор според упатствата што ќе ви ги дадам, а потоа да ми го пратите преписот." Тоа било се што му рекол Мекинли на својот републикански приврзаник. Потоа му помогнал да го напише новиот говор. Републиканецот подоцна станал еден од најдобрите говорници во предизборната кампања. Да го споменеме тука и славното Линколново писмо до генерал Хукер. Интересно е да се потсети дека токму тоа писмо кое Линколн всушност го напишал за нецели 5 минути е продадено на лицитација во 1926 година за сума од $12,000, тоест повеќе од што Линколн успел да заштеди во текот на цели 50 години напорна работа. Писмото било напишано на 26 април 1863 година во најмрачните моменти на американската граѓанска војна. Цели 18 месеци Линколновите генерали ја воделе сојузната војска од пораз во пораз. Крв течела со потоци, а се сведувало на глупава, јалова, братоубиствена војна. Илјадници војници бегале од војската, народот негодувал, па дури и републиканците во Сенатот почнале да бараат оставка од Линколн. "Се наоѓаме на работна пропаста," рекол Линколн тие денови. "Изгледа дека се е против нас, дека не преостанува ни зракче надеж." Во тие мрачни мигови на збрка и очај било напишано спомнатото Линколново писмо. Го цитирам тука во целост, зашто од него јасно се гледа како Линколн се обидел да влијае врз фалбаџискиот и своеглав генерал Хукер, од чии акции во тој момент зависела судбината на американската нација. Тоа наедно е веројатно и најострото писмо што го напишал Линколн како председател на Соединетите држави. Сепак, постапил дипломатски. Прво ги пофалил Хукеровите добродетели, а потоа му укажал на недостатоците. Треба да се каже дека недостатоците на Хукер биле многу убројни и сериозни. Линколн сепак не ги нарекол со вистинското име. Со воздржан, тактичен и речиси пријателски тон му рекол дека со некои негови постапки не може во целост да се согласи, но пресудете сами. Ве наименував за војсководец на вооружените сили на реката Потомак. Го сторев тоа зашто имав доволно причини да верувам во вашите способности, но во овој момент сепак морам да кажам дека со некои ваши постапки не можам во целост да се согласам. Ве ценам како храбар и вежд војник и верувам дека не ви е домешање во внатрешната политика што не би му ни доликувало на вашиот вистински позив.
Знам дека имате доверба во себе си што е скапоцен, ако не неопходно потребен услов за успех. Амбициозни сте, а тоа е особеност која во разумни граници може да биде повеќе корисна од што штетна. За волја на вистината сепак, морам да кажам дека во време кога генерал Барсајц беше главен командант, не знаевте доволно да ги зауздате собствените амбиции и му се спротивставувате колку што можете, со што и наштетивте не само на својата татковина, туку и над се на заслужениот и благороден другар. Од сигурни извори слушнав дека сте реклеоти и на војската и на владата на оваа земја им е потребен диктатор. Морам да признам дека врховната команда не ви ја доверив поради таквата изјава, туку наспроти неа. Генералите стануваат диктатори само врз основа на пожнеани успеси. Затоа од вас во овој момент морам да барам успеси на бојното поле, жртвувајќи го диктаторството. Владата ќе ве поддржува колку што ќе може, тоест ни помалку ни повеќе од колку што ги поддржуваше досега вашите предходници. Меѓутоа, се плашам дека духот што сте го внеле меѓу војниците, тоест критикувањето на раководството и сомневањето во неговите способности, сега ќе оди на ваша штета. Ќе сторам се што е во моја моќ тоа да го спречам. Ми се чини дека ни Наполеон, кој по некакво чудо би воскреснал од мртвите, не би можел да ја придобие за себе војската во која владеело такво расположение. Затоа ве молам да не претерувате. Не избрзувајте, туку енергично и будно чекорете напред и подарете ни победа. Со горните примери покажав како постапувале мудрите државници Кулидж, Меккинли и Линколн. Меѓутоа, вас ве интересира дали таквиот начин на дипломатски пристап кон луѓето важи во секојдневниот живот и во деловниот живот. Затоа слушнете ја згодата што на моите курсисти им ја раскажува В.П. Гоу, службеник на филаделфиската компанија Варк. Мојата компанија беше обврзана до определен датум да изгради во Филаделфија голем деловен објект. Се одеше како што треба до моментот кога собственикот на договорот кој требаше да ги изработи надворешните украси во бронза изјави дека не ќе може да ги исполни обврските во предвидениот рок. Бевме очајни зашто тоа значеше плаќање на високи пенали, голема парична загуба, а сето тоа поради еден човек. Следувале долги телефонски разговори, жешки расправи и преговори. Најпосле компанијата го пратила Гоу во Њујорк, лично да се обиде да го предизвика бронзениот лав на Мегдан. Знаете ли дека вие сте единствениот човек во Њујорк со такво презиме? Го прашал Гоу собственикот на леарницата штом стапнал во неговата работна соба. Не знаев, одговорил тој зачудено. Без шега, продолжи Гоу. Изутрена кога слегов од возот ја побара вашата адреса во телефонскиот именик и дознав дека во цел Њујорк постои само една личност со вашето презиме. Интересно, рекол собственикот, прелистувајќи го именикот. Презимето е навистина исклучително ретко, продолжил горделиво. Моите предци се по потекло од Холандија, се доселиле во Њујорк пред 200 години. Потоа се расприкажал за семената историја, а кога завршил, Гоу ја пофалил работата на леарницата и ја нарекол една од најдобрите опремени и најуредните леарници што некогаш ги видел. Го вложив речиси целиот живот во изградба на овие постројки, рекол собственикот, и морам да признам дека се гордеам со нив. Дали може би сакале да ги погледнете и другите погони? Додека го водел низ погоните, собственикот му покажувал на Гоу различни машини, а меѓу нив и некои што самиот ги измислил. Му покажал како работат и што можат да произведат. Гоу со нескриено воодушевување ги слушал приказните на собственикот и ги разгледувал производите. Најпосле собственикот го поканил Гоу на ручек. Веројатно забележавте дека Гоу до тој момент ниту еднаш не ја споменал вистинската причина за својата посета на леарницата. На ручекот собственикот рекол: да преминеме сега на работата. Иако знам зошто сте дојден, морам да признам дека не се надевав на ваков пријатен разговор. Можете со мирна душа да се вратите во Филаделфија со порака дека бронзените украси за вашата компанија ќе ги изработиме и ќе ги пратиме во предвидениот рок, иако мораме за тоа да занемариме некои други порачки. В.П. Гоу постигнал што сакал без ниеднаш да спомене зошто дошол. Лерницата навреме ги испорачала украсите, па деловната зграда била довршена во договорениот рок.
да тргнал го по обратен пат, тоест да му укажал на собственикот на неделовноста и несериозноста, тешко дека ќе постигнал нешто. Значи, првото правило гласи: почнете го разговорот со пофалба и признание на добродетелите на соговорникот. Како да им приговорите на луѓето без да се замерите? Минувајќи еден ден низ погоните на челичарницата, Чарлс Шваб најшол на неколку работници со цигари во устите. Може би во тоа не ќе имало ништо чудно ако над главата не им висел надпис со предупредувањето «Пушењето е забрането». Најлесно било да им го покаже надписот и да ги праша дали знаат да читаат, меѓутоа Шваб бил премногу мудар за да постапи толку нетактично. Им пристапил на работниците, им понудил секому по една цигара и рекол: момци, ќе ми биде мило овие да ги испушите во дворот. Работниците добро знаеле дека погрешиле, но му биле благодарни на Шваб што не ги прекорил, туку напротив им пристапил со разбирање и им подарил скапи цигари, што дури им го кренал угледот во очите на другите работници. Навистина симпатичен, љубезен начин на критика. Со истиот метод се служил и Џон Ванамејкер, собственик на една голема филаделфиска стоковна куќа. Тој имал обичај секојдневно да ги обиколува сите одделенија на куќата и да ги гледа продавачите при работа. Еден ден забележал муштерија кој трпеливо чекал пред една празна тезга, надевајќи се дека некој ќе го послужи. Продавачите биле во другиот агол, бребореле и се смееле. Без да рече збор, Ванамејкер застанал за тезгата, го послужил муштеријата, а потоа отишол до групата бреборливи продавачи и ги замолил да ја завиткаат стоката. Кога во 1887 година Лиман Абот ја презел жупата од својот покоен колега Бичер, инаку одличен говорник, сакал уште од првата недела од проповедта да докаже дека како говорник ни малку не заостанува зад Бичер. Давајќи се од себе напишал говор, па потоа уште долго го дотерувал, го исправал, го препишувал, најпосле и го прочитал на жена си. Говорот, впрочем, како и сите напишани говори, бил прилично слаб. Жената веднаш го сватила тоа, но разумна каква што била, не сакала да му рече: слушај, проповедта е секогаш здодевна, луѓето ќе заспеат слушајќите, ќе изгледа како да читаш телефонски именик. Ме чуди зошто е така, зашто барем ти имаш долгогодишно искуство во држање говори, зашто не би можел да зборуваш како обичните луѓе, едноставно и природно. Со ова само ќе се посрамотиш. Постапила поинаку и потактично. Му рекла дека говорот би бил прекрасен прилог за некое американско верско списание. Со други зборови го пофалила трудот на мажот, иако на предпазлив начин му дала на знаење дека како говор би можел да доживее неуспех. Абот го сватил тоа, ја искинал со мака напишаната проповед и следната недела одржал спонтан, жив говор без ниедна единствена збелешка. Ако сакате на убав начин да го смените однесувањето на ближните, второто правило гласи: настојувајте да упатите приговор по заобиколен пат. Не стеснувајте се да зборувате за сопствените грешки. Пред неколку години мојата внука Џозефин го напушти домот во Канзас Сити за да дојде во Њу Јорк и да ми стане секретарка. Тогаш имаше 19 години. Имаше завршено средно училиште, но немаше никакво искуство во секретарските работи. Џозефин денес е една од најспособните секретарки во Америка, иако на почетокот не беше сосем добра. Еден ден, кога веќе бев отворил устата да ја предупредам на некои грешки, застанав и си реков самиот себе си: почекај еден момент, Дейл, 2 пати си постар од Џозефин, а имаш 10.000 пати повеќе искуство во деловниот живот. Како можеш тогаш од оваа млада девојка да очекуваш да мисли како тебе, да биде еднакво вешта и предприемчива? Мораш да признаеш дека и самиот не си сосем совршен. И уште нешто, сети се каков беше ти како 19 годишник. Сети се на сите грешки, на сите гафови што ги направи. По неколку минути честно и непристрасно размислување дојдов до заклучок дека постигањата на 19 годишната Џозефин во просек се многу подобри од моите на истите години, што за жал не беше никаков комплимент за кутрата Џозефин. Од тој ден имав повеќе разбирање за неискусната девојка. Кога сакав да ја критикувам, ќе и речев: погреши, иако рака на срце ни помалку ни повеќе од што грешев јас на твои години. Човек не се раѓа умен, туку станува тоа. Ти си дури и многу подобра од колку што бев јас на твои години.
Имам направено толку глупости во животот што не ми е до критикување на кого било, а најмалку тебе. Зар не ти се чини сепак дека беше поумно да се постапи така и така? Секое човечко суштество со поголема готовност ќе прифати критиката на собствените грешки, доколку оној што критикува почна да зборува прво за слични грешки што ги направил самиот. Значи, ако признае дека ни самиот не е совршен. Префинетиот германски принц фон Билов во 1909 година малку се ограшил кон тоа правило, но веднаш ја исправил грешката. Фон Билов бил германски канцелар во време на владењето на последниот германски цар, надмениот и дрзок Вилхелм II, кој сакал да се фали со својата моќна војска и морнарица. За време на својата посета на Англија во 1909 година Вилхелм дал неколку неодговорни и недипломатски изјави кои како бомба одекнале низ светот. Да биде работата уште полоша, царот дозволил неговите изјави да бидат објавени во лондонски Daily Telegraph. Меѓу другото, рекол дека тој е единствениот германец кој негува пријателски чувства кон Англија, дека создал моќна морнарица како одбрана од непријателската Јапонија, дека Англија мора да му биде благодарна единствено нему што не подклекнала под Русија и Франција, дека тој со својот стратегиски план му овозможил на англискиот лорд Робертс победа над бурите во Јужна Африка и така натаму. Тоа било како да гибнал во осило. Ниеден државник дотогаш не се осмел да изрече толку навредливи зборови. Англија била разлутена. Германските дипломати одвај можеле да се дојдат на себе од вчудо навидување. Гледајќи што сторил, царот ја изгубил главата и побарал од канцеларот фон Билов целата вина да ја преземе врз својот грб. Со други зборови, барал од него јавно да каже дека тој му советувал на царот да ги даде сите тие недопустливи изјави. Но, Ваше Величество, се спротивставил Билов, ми се чини невозможно дека некој во Германија или во Англија ќе поверува дека јас сум бил способен да ви советувам такво нешто. Во моментот кога ги изговорил овие зборови, фон Билов сватил колку погрешил. Царот се разбеснил и викнал: Значи ме сметате за идиот кој може да прави грешки што вам никогаш не ви паднале на ум? Фон Билов знаел дека од почетокот тргнал по погрешен пат. Морал прво да го пофали царот, а потоа да му приговори. Бидејќи веќе било премногу доцна, се обидел барем да ја исправи грешката. Почнал да го фали царот откако му покажал дека не се согласува со него. Ефектот бил чудесен. Не ни помислував да ве навредувам, рекол со почитување. Им се восхитувам на способностите на Вашето Величество и знам дека во многу нешта ме надминувате. Не мислам само на вашето познавање на војската и морнарицата, туку пред се на вашето големо знаење од природните науки. Често со восхит слушав како Вашето Величество ги толкуваше принципите на радиотелеграфските направи и на рентгенскиот апарат. Мора да признам дека се срамам од сопственото непознавање на природните науки, дека немам поим за физиката и хемијата и дека не сум во состојба да објаснам ни најобична природна појава. Можеби сепак знам нешто за историјата, додал фон Билов, а имам и некои својства што може да се искористат во политиката, особено во дипломатијата. Лицето на царот светнало од задоволство. Фон Билов го пофалил, ги признал сите негови добри страни, а себе си се поттиснал во заднина. По ова не му било тешко да се прави великодушен и да му прости на канцеларот за непослушноста. Зар не ви зборував, извекал весело, дека ние двајцата прекрасно се надополнуваме. Мораме да бидеме сложни, а жими Бога и ќе бидеме. Потоа пријателски му ја стиснал раката и тоа не е еднаш, туку неколку пати. Ако неколку реченици на самокритика по која следувала пофалба можеле да го преобратат надмениот цар во верен пријател, замислете колку самокритика и пофалба ќе ви вредат во секојдневниот живот. Ако успеете да ги соедините тие две својства, ќе постигнете чуда во однесувањето со луѓето. Затоа третото правило гласи: пред да почнете да критикувате, повикајте се на собствените грешки. Пријателски предлог чини повеќе од наредба. Неодамна имав голема чест да ручам со познатата американска авторка на биографии Ида Тарбел. Кога реков дека ја пишувам оваа книга, се впуштивме во разговор за премногу тешкиот проблем за однесувањето со луѓето.
Ида Тарбел при тоа ми рече дека токму сега ја пишува биографијата на Овен Д. Јанг и дека неодамна разговарала со човек кој со години седел со Овен во истата работна соба. Според зборовите на тој човек, Овен никогаш никому директно не му наредувал. Наместо наредби, тој на своите соработници им давал предлози. Например, никогаш не велел направете го тоа и тоа или немојте да го правите тоа. Своите директиви ги изговарал во вид на совет. Например, може би можеле да се обидете вака? Што мислите за вакво решение? Може би ова би можело да ви помогне. Кога ќе прочитал писмо кое не би му се сторило сосем задоволувачко, ќе го прашал авторот. Не ви се чини ли дека тоа може би било подобро да се изрази со овие зборови? Накратко, на таков начин во нив изградувал самокритичност, не гибајки во нивната гордост, туку спротивно, храбрејќи ги ја потикнувал во нив волјата за соработка. Ако сакате да го промените однесувањето на луѓето без при тоа да им се замерите, четвртото правило гласи: избегнувајте директни наредби, подобро служете се со совети. Не играјте со човековата гордост. Компанијата General Electric пред многу години била соочена со скокотлива задача. Требало да се отстрани Чарлс Стајнмец од местото шеф на економското оделение. Стајнмец бил одличен експерт во областа на електриката, но во економијата се покажал неспособен. Раководството не се осмелувало да го повреди Стајнмец, зашто сите знаеле дека како човек е мощно чувствителен, а за компанијата е речиси незаменлив. Проблемот го решил на тој начин што му го дале звањето главен советник на компанијата, тоест нова титула за работата што веќе ја извршувала, а на неговото место поставиле друг човек. Така и волкот бил сит и овците на број. Стајнмец бил пресреќен што го добил местото што подобро му одговарало, без при тоа некој да ја засегне неговата гордост. Колку е важно да се знае да се чува гордоста на човекот, а колку малку луѓе воопшто размислуваат за честа и гордоста на ближните. Колку пати лесно пременуваме преку чувствата на другите во безобзирна желба за истерување на правдата. Колку пати критикуваме, прекоруваме, се закануваме и ги понижуваме децата и возрастните, без да помислиме на повредите што на тој начин и ги нанесуваме на нивната гордост. Кога наместо тоа само за момент би размислиле, би го побарале вистинскиот збор и би покажале трошка разбирање, би можеле сосем безболно да решиме многу човечки проблеми. Ке ви го цитирам писмото на службеникот на една компанија што се занимава претежно со сезонски работи. Ке видите дека постојат две сосем различни можности за отпуштање на луѓето од работа. Не е лесно да се отпуштат луѓе, а уште е потешко да се почувствувате отпуштен. Мојата компанија често се среќава токму со таквите проблеми. Се занимаваме со сезонски работи, па најголемиот број работници мораме да ги отпуштиме напролет. Бидејќи таквите ситуации се мощно непријатни, ние обично ги решаваме по кратка постапка. Ке го повикаме, например, човекот и ке му речеме: седнете, господине Смит, како што гледате, сезоната е завршена, па за вас веќе нема работа и самиот знаете дека ве зедовме во служба на определено време. Таквите зборови секогаш поразно действуваат врз луѓето, ги тераат да се чувствуваат разочарани, го разбудуваат во нив чувството дека сме ги оставиле на цедило. А што е најлошо, не ја поттикнуваат во нив желбата за натамошна соработка со компанијата која толку сурово ги остава на улица. Поради тоа решив поспособните работници да почнам да ги отпуштам на повнимателен начин. Почнав да ги повикувам дури откако добро ќе размислам за трудот што го вложиле во својата работа. Ки му речев на човекот нешто од прилика вака: господине Смит, се покажавте како одличен работник, секако ако тоа беше точно. Не ви беше лесно да работите работата што ви ја дадовме, но вие се храбро издржавте. Би сакал да ви кажам дека компанијата се гордее со вашата работа. Како мајстор на својата струка, вие нема да имате проблеми на работа каде и да работите во иднина. Уште еднаш би сакал да нагласам дека оваа компанија ве цени како експерт и како човек и дека ќе сметаме на вашата соработка толку во иднина за тоа ни се укаже можност. Ефект? Луѓето ја напуштаат компанијата со многу помалку горчина поради отпуштањето. Не се чувствуваат понижени, туку дури поласкани, а кога повторно ќе дојдат кај нас, ни пристапуваат со многу повеќе доверба и готовност за соработка. Покојниот правник и дипломат Двајт Мороу бил необично вешт во смирувањето и на најлути противници. Како му успевало тоа?
Подробно ќе разгледал каде кој од двајцата завојувани има право, па потоа ќе пофалил исправноста на нивните аргументи, вешто заобиколувајќи ги спорните точки. Без оглед на исходот од расправијата, Мороу настојувал никогаш да не ја засегне гордоста на едниот или другиот човек, никогаш да не ги понижува еден пред друг. Токму во тоа е умеењето на секој вистински посредник, да им се дозволи на луѓето да ја зачуваат сопствената гордост. Вистински големите луѓе никогаш не сакаат да уживаат во поразот на противникот. Тие се премногу широки за таквите глупости. Еве ви пример од историјата. Турците во 1922 година решиле за секогаш да ги истераат грците од територијата на Мала Азија. Од крвавата војна што следувала по тоа решение, а во која турците се бореле на чело со Кемал Ататурк, турците излегле како победници. Кога двајцата грчки генерали на крајот од битката дошле до турскиот врховен штаб за да извршат предавање на војската, турските војници на патот до штабот ги обсипувале со најлоши зборови. Меѓутоа, Кемал Ататурк се покажал поинаков од своите сонародници. Не ликувал над поразените грчки генерали, туку пријателски ги пречекал, ги поканил да седнат и поразговарал со нив за решавачките моменти на крвавата битка, за да го ублажи на некој начин нивното разочарување поради поразот. Војната, рекол обраќајќи им се како војник на војници, е игра во која често губи подобриот. Значи, Ататурк ни во победничката веселба не го заборавил едно од најважните правила во однесувањето со луѓето, правилото кое гласи: дозволете му на човека да ја зачува сопствената гордост. Како да се поттикне во човекот желбата за успех? Како дете го познавав Пит Барлоу, познатиот дресер на коњи и кучиња кој целиот живот го поминал во патувачки циркуси и на сцените на разни вариетеа. Особено со радост го гледав Пит при дресирањето на кучињата. Забележав дека во моментот кога кучето ќе направи некое исклучително добро движење, тој ќе го погали животното по грбот, ќе го пофали и ќе му даде парче месо. Со еден збор му дава на знаење дека е задоволен со неговиот успех. Се разбира, тоа не е ништо ново. Скротувачите на животни со векови се служат со слични методи. Интересно е сепак да се прашаме зошто не би можеле да постапуваме на ист начин со луѓето? Или преведено на јазикот на луѓето, зошто прекорот не би го замениле со пофалба? Вреди да се пофали секој, па и најмалиот напредок, зашто пофалбата секогаш потекнува од желбата за нови успеси. Еден од управниците на затворот Синг Синг тврдел дека пофалбата и за најмала подробност се исплаќа дури и меѓу најзакоравените злосторници. Дојдов до заклучок дека со правилна пофалба можеме да постигнеме многу подобра соработка и поголема можност за конечна рехабилитација на казнетиот, одошто со остра критика и осуда на нивните злосторства, рекол управникот Ловс. Иако никогаш не сум бил затворен во Синг Синг, барем досега од искуство знам дека неколку убави збора можат од корен да го променат човекот, па дури и да влијаат врз целиот негов живот. Историјата е преполна со уверливи примери за волшебната моќ на пофалбата и охрабрувањето. Карузо, како 10-годишно дете, работел во една неаполска фабрика. Сонувал да стане пејач, но неговиот прв учител не покажувал никакво разбирање за желбите на момчето. Не можеш ти да пееш, му рекол. Гласот ти е сличен на тропање на прозорски капаци на ветер. Но мајката на детето, сиромашната селанка, го сваќала синот, па го тешела со зборовите дека гласот му е пријатен и дека секој ден станува се поубав. Одела боса само за да собере пари за да му плати часови по пеење. Благодарејќи на пофалбите на мајката и на незиното храбрење, момчето подоцна се развило во еден од најдобрите тенори на светот. Пред повеќе од 100 години во Лондон живеело дете кое сакало да стане романсиер. Меѓутоа, животот воопшто не бил наклонет на желбите на момчето. Училиштето морало да го напушти уште по првите 4 одделенија. Татко му поради долгови поминал неколку години во затвор, па гладот бил секојдневен придружник на сиромашното лондонско семејство. Најпосле имал среќа да добие работа во некој беден склад полн со стаорци, каде што лепел етикети на тегличките со боја за чевли. Скришно почнал да пишува, а бидејќи немал доверба во своите способности, првите ракописи им ги праќал на уредниците искрадувајќи се ноќе од бедната мансарда во која спиел со уште 2 лондонски момчиња. По многу неуспешни обиди, најпосле сепак дошол големиот ден за момчето.
му бил прифатен првиот ракопис. Навистина, за него не добил ни скршена пара, но уредникот му напишал неколку охрабрувачки зборови на пофалба кои толку го израдувале момчето што со часови скитало по лондонските улици обземено од дотогашната непозната среќа. Да не биле тие неколку охрабрувачки зборови, момчето секако ќе го поминало животот во бедниот склад полн со стаорци. Вака животот му тргнал по сосем друг пат. Почнал да пишува со уште поголем восхит и жар и наскоро станало славно. Секако сте слушнале за тој млад човек, името му е Чарлс Дикенс. Слична е животната приказна и на големиот англиски романсиер Х.Дж. Велс. Поради тешките семејни состојби, Велс од најраната младост морал да работи по 14 часа на ден како продавач во продавница за текстилна стока. Еден ден, во напад на малодушност, напишал долго очајно писмо до својот стар учител. Сожалувајќи се над интелигентното момче, учителот му одговорил со охрабрувачки зборови и му понудил место учител во своето училиште. Тие неколку убави зборови влијаеле врз историјата на англиската книжевност. Велс напишал 77 книги и станал еден од најпочитуваните луѓе на своето време. Моќта на пофалбата е толкава што со неа можеме да ги менуваме луѓето. Сите носиме во себе скриени способности што обично остануваат запретани доколку нашите родители, пријателите и ближните не ни дозволат да ги развиеме. Ако мислите дека претерувам, однова ќе ви ги цитирам зборовите на американскиот филозоф Вилијам Џејмс. Голема е разликата меѓу она што сме и она што би можеле да бидеме. Користиме само мал дел од нашите телесни и умни резерви. Воопштено зборувајќи, човечкото суштество живее под просекот на своите способности. Надарено е со секакви способности, а со многу од нив никогаш не се служи. На крајот од оваа глава ќе ја сватите важноста на шестото правило кое гласи: фалете ги најмалите постигнувања на другите. Пофалбата е повредна од прекорот. Како да се поттикне самодовербата со пофалба? Жената на мојот пријател Ернест Гент имаше потреба од помош во куќата, па нашла девојка за која дознала дека е честна и сигурна, иако прилично неуредна. Примајќи ја девојката во куќата, таа и рекла: "Нели слушнав се најдобро за вас, дека сте добра готвачка и дека имате смисла за децата. Ме чуди што вела дека сте неуредна, јас во тоа просто не можам да поверувам. Гледајќи ве, го заклучувам токму спротивното. Уредно сте облечена, тоа значи дека знаете да одржувате ред во куќата. Би се обложила дека имам право и дека ние двете убаво ќе се согласуваме." Така и било. Со желбата да ја оправда довербата, Нели од петни жили се трудела да биде уште подобра од што се очекувало од неа. Куќата на Гентови светела од ред и чистота. Со луѓето е лесно да се соработува, има речено Семјуел Воклен, директор на една фабрика за локомотиви. Само треба да ја добиеме нивната почит и да им покажеме дека ги почитуваме и ние, па макар и поради најмала способност што ја имаат. Со други зборови, ако сакате човекот да го направите подобар во кој било поглед, постапувајте со него така како да го имате уште одамна саканиот квалитет. Правете се добродетелни иако не сте, рекол Шекспир. Да увериме некој човек дека го краси добродетелта што во него допрва сакаме да ја развиеме, тоа е најдобриот пат за развивање на саканата добродетел. Ако се потрудите да расширите добар глас за човекот поради одредена негова способност или добродетел, па макар таа и да не се гледа, ќе постигнете тој да се труди од петни жили да го оправдува очекувањето на околината. Ке направи се што е во негова моќ да не ве разочара. Во својата книга Сеќавања на животот со Метерлинг, Жоржет Леблан ја опишува чудесната преобразба на една сиромашна белгиска девојка. Храна во собата ми носеше девојка од кујната на блискиот хотел. Ја вика Марија мијачката на садови, зашто во хотелот обично миела садови. Беше вистински акреп, шашлива, со криви нозе, сувичка и прилично глупава. Еден ден, кога дојде во собата носејќи чинија со макарони и реков речиси без да размислувам: "Марија, ти не знаеш какво богатство се крие во тебе." Научена да ги прикрива чувствата, Марија за момент застана како закопана, како да се плашеше дека и најмалото движење ќе предизвика некое страшно зло. Потоа ја остави четнијата, воздивна и рече: "Верувајте ми, Господјо, дека тоа никогаш не сум го помислила.
Не се посомнева во моите зборови, не ме праша што сакав да кажам со нив, ги зеде здраво за готово. Пота се вратила во кујната и им раскажала на сите што и реков. Тоа го направила со толку искрена верба во моите зборови што никој не се осмелил да ја противречи, а камоли да и се подсмева. Од тој ден сите почнале да се однесуваат кон неа со повеќе почит. Но најголемото чудо се случи во самата Марија. Верувајќи дека во неа се крие неоткриено богатство, почна да се дотерува со толку внимание што незината дотогашна неугледна појава набрзо доби подопадлив изглед. Кога по 2 месеца заминува во тоа место, Марија дојде да ме поздрави со веста дека набрзо ќе се омаже за внукот на главниот готвач. Од сега и јас ќе бидам господја, ми рече благодарно. Чудно како една единствена реченица од корен го измени животот на Марија. Чудно? Да, Леблан во девојката ја разбуди самодовербата и овозможи да верува во измислената слика за себе си, а Марија со сите сили се трудела да биде достојна на тој идеал. Со истиот метод се послужил Хенри Ризнер, командант на американски полк во Франција за време на Првата светска војна. Пред да стапи на должноста командант, на Ризнер, еден омилен американски генерал, му зборувал дека мисли од американските воени единици во Франција спаѓаат меѓу најдобрите и најверните војници што Америка некогаш ги имала. Наведеното тврдење може би било малку претерано, но Ризнер знаел мудро да го искористи. Еве што напишал за тоа. Ниеднаш не пропуштав можност да ги подсетувам војниците на зборовите на генералот. Во ниту еден момент не се прашав дали мислењето на генералот е правилно или не. Знаев дека таквото мислење, дури и ако не одговара на вистината, ќе ги поттикне војниците да ги оправдаат неговите високи очекувања. Речи си, секој човек, било да е богат или сиромав, чесен или нечесен, има потреба да живее во согласност со мислењето што другите го создале за него. Ако сакате да влијаете врз поведението на ближните, без да им се замерите со тоа, 7-то правило гласи: покажете им на луѓето дека верувате во нивните способности. Тие ќе се обидат да ја оправдаат вашата доверба. Тешките задачи настојувајте да ги прикажете лесни. Неодамна еден мој добар пријател, инаку закоравен стар ерген, се сврши за девојка помлада од себе. Бидејќи не знаеше да танцува, решил да им се покори на желбите на својата свршеница и да посетува курс за играње. Обуката по танцување ми беше неопходно потребна. Се довари подоцна, зашто бев неподвижен како пенушка. Првата учителка кај која отидов веројатно имаше право кога рече дека нема многу смисла за играње, но тие зборови ја убија во мене волјата да продолжам, па набрзо побарав друга учителка. Втората беше вистинска спротивност на првата. Ми рече дека можеби сум малку несмасен, но во основа сум добар играч и дека со играњето никогаш нема да имам никакви тешкоти. Можеби не ја зборуваше вистината, но јас од силна желба да научам да играм сепак и поверував. Додека првата ме обесхрабри туркајќи ми ја под нос несмасноста, втората ми даваше поттик на тој начин што ги истакнуваше моите добри страни, а преминуваше преку лошите. Вие имате природно чувство за ритам, ме охрабруваше. Навистина сте роден играч. Иако здравиот разум ми вели дека бев и ќе останам третокласен играч, во длабочината на срцето и денес сакам да верувам дека ја зборуваше вистината. Во секој случај знам дека постигнав повеќе отколку што ќе можев без незините охрабрувања. Тие ми даваа верба и надеж и ја разбудуваа во мене желбата да дадам се од себе. Ако му кажете на детето, мажот, пријателот или на соработникот дека за некои работи не е способен, дека за нив просто нема дарба и дека секогаш греши, бидете сигурни дека ќе уништите во нив секаква волја за напредок. Ако се послужите со спротивната тактика, тоест ако ги охрабрите и ја поттикнете нивната верба во себе си, ако им кажете дека имаат скриена дарба за некои нешта, ако се обидете да им ги прикажете како ни малку тешки, ќе ја поттикнете кај ни волјата за самоусовршување. Неодамна го поминав викендот со мојот добар пријател Ловел Томас и со неговата жена. Во собата вечерта кај нив се собра друштво на партија бридж. Ме моля и ме преколнуваа да им се придружам, но јас тврдоглаво одбивав. Немам јас мисла за бридж, се бранев. Па тебе барем нема тоа да ти биде тешко, ми рече Ловел. За бридж се потребни само малку меморија и здрав разум.
Тебе кој еднаш напиша статија за развивање на меморијата, тоа ќе ти оди како од шала. Бриџот е како создаден за тебе, Дейл. Рече си пред да сватам што правам, седев покрај масата со другите и играв бридж. Само затоа што Ловел успеа да ме увери дека имам скриена дарба за играта и што ми ја прикаже како нешто најлесно на светот. Зборувајќи за бриџот, се сетив на Ели Калбертсон, еден од најпознатите експерти на тоа поле. Калбертсоновите прирачници за бридж се преведени на голем број светски јазици и продадени се во милионски тиражи. Калбертсон меѓутоа ми раскажуваше дека никогаш немало да стане одличен познавач на бриџот да не го уверила една девојка во младоста дека има скриена дарба за играње карти. Во 1912 година, кога дошол во Америка, Калбертсон се обидел да добие работа како професор по филозофија и социологија. Не успеал. Се занимавал со други работи, додека еден ден не се влюбил во убавата учителка по бридж Джозефина Дилон. Джозефина успеала да го поттикне кај Калбертсон интересирањето за бридж. До тогаш слаб, тврдоглав и нетактичен картаџија, Калбертсон со помош на Джозефина набрзо станал одличен играч на бридж. Таа го уверила дека има скриена дарба за игрите со карти. Единствено на тој поттик треба да му се заблагодарам за се што постигнав подоцна како професионалец, признава Калбертсон. Ако сакате да влијаете врз луѓето, без да им се замерите и без да побудувате во нив отпор, осмото правило гласи: храбрете ги луѓето, уверувајте ги дека без многу труд ќе можат да ги исправат своите грешки. Покажете им дека она што го барате од нив не е толку тешко колку што изгледа. Како да се поттикне со комплимент во одушевување за работа? Вистинскиот настан што ќе ви го раскажам се случил за време на Првата светска војна, тоест во 1915 година, кога Америка со ужас ја наблюдувала војната што дивеела во Европа. Зар мирот никогаш нема да се врати во Европа? Се прашувале многумина, не знаејќи го одговорот. Американскиот председател Вилсон решил во тоа време да го направи првиот чекор кон воспоставување мир. Наумил да прати во Европа пратеник кој со водачите на завојуваните држави би преговарал за мир. Таа задача од се срце радо ќе ја извршил државниот секретар Вилијам Брајан, инаку жесток заговорник на мирот. Тоа би му била одлична шанса да го задолжи светот и можеби да го овековечи своето име. Меѓутоа, Вилсон за мировен пратеник избрал друг човек, својот близок пријател полковникот Хауз. Токму на Хауз му паднала за задача непријатната должност да го извести Брајан за решението на председателот. Бил на големи маки како да го направи тоа без да го навреди државниот секретар. Еве што запишал за тоа во својот дневник. Брајан беше многу разочаран кога слушна дека јас ке заминам во Европа како мировен пратеник. Ми рече дека се надевал и нему ќе му падне таа честна должност. Му одговорив дека председателот решил да ме прати мене зашто смета дека е подобро таа задача да ја изврши некоја неофицијална личност. Заминувањето на Брајан би привлекло премногу внимание и би поттикнало најразлични нагаѓања. Со други зборови, полковникот Хауз на Брајан му рекол приближно вака: "Вие сте премногу важна личност за да можете во овој момент да заминете на преговори во Европа." Брајан бил задоволен со таквото образложение, па полесно се помирил со председателовото решение. Вештиот и искусен полковник Хауз употребил тука едно од важните правила во однесувањето со луѓето, правилото кое гласи: поттикнете ги луѓето со задоволство да ги извршуваат добиените задачи. Кон тоа упатство се придржувал председателот Вудро Вилсон дури и тогаш кога во својата влада го примил Вилијам Мекаду, именувајќи го за министер за финансии. Иако тоа е најголемата почест што некому можел да му ја искаже, Вилсон таа одговорна функција му ја понудил на Мекаду, така што овој морал да се почувствува двојно почестен. Еве што раскажува Мекаду. Вилсон рече дека што току составува влада и дека би бил среќен кога јас би го прифатил местото министер за финансии. Имаше прекрасен начин на изразување. Толку вешто срочената молба побуди во мене чувство дека со прифаќањето на таа честна понуда ќе му направам голема услуга. За жал, Вилсон не бил сегојаш толку тактичен со луѓето. Да бил малку поголем дипломат, историјата секако ќе тргнала по поинаков тек.
Така, например, не успел да ги увери Сенатот и Републиканската партија во важноста од пристапувањето на Америка во друштвото на народите. Како демократ, Вилсон постојано водел тивка војна со републиканците, ги занемарувал и ги игнорирал секогаш кога можел. Така, круто водената политика се одразила врз историјата на Соединетите држави, како и врз личната кариера на Вилсон. Америка не му пристапи на друштвото на народите, а Вилсон, уништен од поразот, се разболе и набрзо умре. Да се поттикнат луѓето со задоволство да ги извршуваат задачите што сме им ги дале е едно од најважните правила на однесувањето. Познатата американска издавачка куќа Doubleday Page доследно се придржува кон тоа правило. Ако се случи да мора да одбие некој ракопис, уредниците на оваа издавачка куќа знаат да го направат тоа со толку такт што авторот на ракописот речиси никогаш не се чувствува повреден. Популарниот писател О. Хенри има речено дури дека се чувствува подобро кога Doubleday Page со љубезно образложение ќе му одбие новела, одошто кога некоја друга куќа молчејки ќе му ја прими. Познавам новинар кој упорно ги одбива поканите од пријателите, познајниците и од разни друштва кои го молат да им раскажува за своите патувања по светот. Тој го прави тоа толку вешто што одбиената страна никогаш не се чувствува повредена. Како му успева тоа? Така што никогаш не ја одбива поканата со краток и совопарен изговор дека нема време, дека е премногу зафатен и слично. Не, тој прво учтиво ќе се заблагодари за поканата, ќе изрази жалење што не може да ја прифати, па веднаш потоа ќе предложи некој друг говорник. Со други зборови, не ја остава на заинтересираната страна време да се почувствува разочарана поради одбиената покана, туку веднаш ја наведува на размислување за друго решение. Зошто не го поканите мојот пријател НН, уредник на Бруклинскиот дневник Весник, вели тој брзо. Дали помислевте на ПП? Тој 15 години бил дописник во Париз, па ќе знае да ви раскажува интересни работи. Можеби би можеле да му се обратите и на РР, кој има прекрасни филмови од Индија. Дж. А. Вант, директор на една од најголемите њујоршки печатници, имал еднаш незгоди со мајсторот за одржување на машините на печатницата. Човекот се жалел дека не може сите работи да ги врши сам и барал помошник. Директорот на печатницата не ја задоволил неговата желба, ниту му го скратил работното време, но поплаките сепак престанале. Како? Му доделил посебна соба, а на вратата наредил да стават плоча со надпис «Шеф на сервисната служба». Волшебниот збор «шеф» го разбудил кај младиот човек чувството дека веќе не е обичен мајстор, дека веќе не може кој било да му наредува. Со новата титула се чувствувал поважен и позадоволен. Со готовност и без поплаки ги вршел сите своји дотогашни работи. Детински? Можеби. Сепак со таквата логика се послужил Наполеон кога на своите војници им поделил 1500 одликувања, ја основал легијата на честа, на 18 генерали им го доделил називот Маршал на Франција, а на својата војска и го дал звучното име Гранд Арме. Кога му приговориле дека на закоравените ветерани им поделил играчки, Наполеон им одговорил: играчките владеат со луѓето. Сакале ние или не, луѓето ги сакаат звучните титули и чувството дека нешто значат. Една моја пријателка долго време мачеше со момчињата кои трчаа по тревникот пред куќата и ја уништуваа тревата. Што се не се обидуваше, им се закануваше и им викаше, но се беше попусто. Најпосле се сети. Најзакоравениот никаквец меѓу нив го нарече детектив кој ќе го чува тревникот од другите момчиња. Момчето со готовност ја прифати својата нова задача и будно внимаваше ниеден лист трева во иднина да не биде згазнат. Така е човековата природа. Ако сакате да влијаете врз однесувањето на другите без да ги навредите, деветото правило гласи: поттикнувајте ги луѓето со задоволство да ги извршуваат добиените задачи. Накратко, 9 совети како да се приговара без навредување и предизвикување омраза. Прво, почнете го разговорот со пофалба и признание на добродетелите на соговорникот. Второ, несогласувањето настојувајте да го изразите по заобиколен пат. Трето, пред да почнете да приговарате, повикајте се на сопствените грешки. Четврто, избегнувајте директни наредби, подобро служајте се со совети. Петто, дозволете му на човекот да ја зачува сопствената гордост.
Шесто, фалете ги најмалите постигнувања на другите. Пофалбата е повредна од прекорот. Седмо, покажете им на луѓето дека верувате во нивните способности. Тие ќе се обидат да ја оправдаат вашата доверба. Осмо, храбрете ги луѓето, уверете ги дека без многу труд ќе можат да ги исправат своите грешки. Покажете им дека она што го барате од нив не е толку тешко колку што изгледа. Девето, поттикнете ги луѓето со задоволство да ги извршуваат добиените задачи. Петти дел. Чудесниот ефект на добро сроченото деловно писмо. Се обложувам дека кога го прочитавте овој наслов, со презир одмавнавте со главата, отфрлајќи секаква помисла на некакво посебно умење за пишување на деловни писма. Деловните писма си се деловни писма. Веројатно помисливте така. Сите помалку исти, здодевни и сувоперни. Морам веднаш да кажам дека не ви забележувам што мислите така, иако ќе се обидам да ви докажам дека деловното писмо може да биде напишано поинаку од што обично мислите. Мојот поранешен ученик Кен Дайк, некогаш шеф на одделението за развој на продажба во фирмата Джонс Менвил, а сега директор на пропагандното одделение во компанијата Colgate Palmolive, ми раскажуваше дека со паметно срочени деловни писма успевал да добие одговори на 50% од пратените писма, што е вистинско чудо во споредба со некогашните одвај 10%. Како? На тој начин што на странката секогаш и се обраќал со почитување, будејќи во неа чувство за лична важност. Впрочем, ќе ви го прочитам Дајковото писмо до трговскиот представник на неговата фирма во Аризона. Драг господине Бланк, верувам дека ќе бидете љубезен и ќе ми помогнете со мала, но скапоцена услуга. Обидете се да го замислите трговецот во Аризона, кому што еден од шефовите на матичната куќа му се обраќа со молба за мала, но скапоцена услуга. Првото што го помислил секако било, мудар е тој њујорчанец, се обратил жими Бога на вистинската адреса. Секој знае дека јас сум услужен трговец и дека секогаш не стоивам да им помагам на луѓето во неволја, да видиме што би можел да сторам за него. Минатата година успеав да ја уверам управата на компанијата дека на нашите представници најдобро ќе им помогнеме на тој начин ако организираме силна пропаганда, тоест ако изработиме пропаганден материјал кој би бил директно упатуван до потенцијалните купувачи низ целата земја. Сите трошоци за пропаганда би ги носела, се разбира, компанијата. На овој дел од писмото представникот во Аризона секако вели: Јасно е дека компанијата мора да ги сноси трошоците за пропаганда, таа и онака добива најголема корист од продажбата, печали милиони, додека мене одвој ми стигнуваат парите за данок. Да видиме што всушност сака. Неодамна пратив прашалник на адресите на 1600 представници на компанијата кои беа вклучени во нашиот план. Морам да кажам дека сум повеќе од задоволен од многобројните одговори кои сведочат за корисноста и успешноста на нашата акција. Поттикнати од таквите резултати, пред неколку дена почнавме со нова акција за праќање на пропаганден материјал. Сигурен сум дека таа уште повеќе ќе ви се допадне. Меѓутоа, изутрина разговарав со директорот на компанијата. Тој бараше да му поднесам извештај за резултатите од минатогодишната акција и директор како директор ме праша колку од вкупниот промет можам да и припишам токму на таа акција. Без ваша помош, јас се разбира, не можам да му одговорам на тоа прашање. Одлично срочено, без ваша помош, јас се разбира, не можам да му одговорам на тоа прашање. Голема зверка од Њујорк моли за помош мал представник на компанијата во Аризона. Без теснување му покажува колку е зависен од него. Дури признава дека без негова помош нема да биде во состојба да му поднесе на директорот нов извештај, бидејќи е човек од крв и месо, представникот во Аризона се чувствува многу поласкан. Затоа учтиво ве молам, прво, на приложената поштенска картичка да наведете колку, според вашето мислење, со минатогодишната акција е продаден материјал за поправка и изработка на покриви во вашата филијала. Второ, да ми ја дадете што поточната сума изразена во долари и центи на вредноста на продадената стока во споредба со вкупниот минатогодишен промет. Верувајте дека искрено ќе ви бидам благодарен на пријателската помош и соработка. Погледнете колку убаво однапред му се заблагодарува. Како ја нарекува неговата помош пријателска? Едноставно писмо, нели?
Сепак, Дајк со него постигнал чуда само затоа што молејќи го посредникот во Аризона за услуга го побудил во него чувството за лична важност. Со истата тактика Бенџамин Френклин успел да го преобрати лутиот непријател во лојален пријател. Младиот Френклин во тоа време бил собственик на мала печатница во Филаделфија, но наедно работел и на чесната должност секретар на Филаделфиското градско собрание. Освен честа, таа функција му носела и корист, зашто сите важни собраниски материјали можеле да ги печатат во својата печатница. Тоа била доходовна работа, па Френклин со сите сили се трудел да ја задржи. Меѓутоа се случило еден од највлијателните членови на градското собрание да биде љубоморен на Френклин и често го напаѓал во јавните говори. Чувствувајќи ја опасноста, младиот Френклин почнал да размислува како да ја придобие наклоноста на својот влијателен противник, да му направи некаква услуга. Тоа кај моќниот би предизвикало сомневање, можеби дури и презир. Затоа мудриот Френклин тргнал токму по обратниот пат. Го замолил противникот тој нему да му направи услуга. Се разбира, не го молел за заем од $10, туку за услуга која и годела на противниковата суета и побудувала во него чувство дека Френклин навистина им се восхитува на неговото знаење и на начитаноста. Еве што запишал Френклин за тоа. Слушнав дека мојот противник во својата библиотека има една мощна, ретка, интересна книга, па му напишав писмо, молејќи го да ми ја даде на заем на неколку дена. Тој навистина го стори тоа, а јас книгата му ја вратив по една недела и во приложеното писмо искрено му се заблагодарив за љубезноста. Кога идниот пат се сретнавме во собранието, ми пристапи да ме поздрави, што порано никогаш не го правеше. Беше мощно учтив, по тој ден секогаш радо ми даваше поддршка, па наскоро станавме добри пријатели. Нашето пријателство траеше се до денот на неговата смрт. Иако Бенџамин Френклин уште одамна е мртов, психологијата со која се служел останала употреблива до денешен ден. Слушнете како вешто ја применил мојот бивш курсист Алберт Амсел, продавач на лимарски работи на материјал за заварување. Како трговски патник, Амсел со месеци се обидувал да заинтересира некој бруклински водоинсталатер за производите на својата фабрика, но попусто. Водоинсталатерот спаѓал меѓу оние груби и неизделкани примероци на човечкиот вид кои со намуртеност се обидуваат да им покажат на другите колку се важни. Секој пат кога Амсел ќе се појавил во водоинсталатерскиот дуќан, тој ќе го истерал со зборовите: "Одете се, не губете го времето со мене, ништо не ми треба." Еден ден Амсел ја променил тактиката, бидејќи фабриката за која работел имала намера да основа филијала во местото Квинс Вилидж, тоест во крајот добро познат на водоинсталатерот, Амсел одново го посетил и му рекол: "Денеска не дојдов кај вас со намера да продавам, дојдов да ве замолам за мала услуга. Имате ли малку време?" Промрмрил неуслужниот водоинсталатер, џвакајќи ја цигарата. "Што ви треба? Бидете краток." Фабриката во која работам има намера да отвори филијала во Квинс Вилидж. Вие тој крај го познавате подобро од сопствениот џеб, па дојдов да ве прашам што мислите за таа замисла, дали би се исплатило такво нешто? Тоа било сосем неочекувано прашање за водоинсталаторот. Тој со години својата важност ја градел врз надменото однесување кон продавачите и странките. Сега пак некој дошол да го праша за мислење. Трговскиот патник на една голема фабрика го моли за совет. "Седнете," му рекол со помек глас и му понудил стол на Амсел. Потоа цел час му зборувал за пазарните можности на Квинс Вилидж. Не само што се согласил со замислата на фабриката, туку му дал на Амсел неколку корисни совети во врска со земјиштето за градба на продавници и складови. Му годело што со своето знаење и искуство може да ја биде од помош на фабриката. Разговорот на крајот добил сосем пријателска нота. На разделба потпише многу голема порачка за водоинсталатерски работи. Тоа беше почеток на цврсто деловно пријателство. Денес со тој човек играм голф. Чудесната промена во неговото однесување му ја припишувам само на фактот што го замолив за услуга и побудив во него чувство на лична важност. Да погледнеме уште едно писмо од Кен Дајк. Убав пример на психологијата, ве молам направете ми услуга. Дајк пред неколку години мака мачал со инвеститорите, изведувачите и архитектите со кои соработува неговата фирма. Неволјата била во тоа што тие никогаш не му одговарале на деловните писма.
Со примената на методот направете ми услуга, Дајк почнал да добива одговори на 50% од писмата, што било речиси рамно на чудо. Ке забележите дека подолу цитираното писмо на Дајк е многу слично на писмото пратено до трговецот во Аризона. Еве го. Драг господине До, ви се обраќам со надеж дека ќе бидете љубезен и ќе ми направите мала услуга. Зашто станува збор? Пред 1 година успеав да ја уверам управата во компанијата во употребата од печатење на каталог во кој би била прикажана нашата целокупна производна програма со исцрпен опис на примената на одредени материјали во градежништвото. На таква замисла ме поттикна уверувањето дека опишаниот каталог би бил особено корисен за архитектите. Така настана приложениот каталог. Прво тој вид. Бидејќи во меѓувреме го потрошивме речиси целиот печатен тираж на каталогот, му предложив на генералниот директор печатање на втор тираж. Иако во принцип се согласува со мојот предлог, тој ми рече, директор како директор, нели, дека нема да има ништо против второ издание на каталогот доколку претходно документирано му докажам дека каталогот придонел за подобра продажба на стоката. За тоа, се разбирам, е потребна вашата помош. Слободен сум да ве замолам заедно со другите 49 архитекти низ земјата да станете член на стручното жири. Со желба да ви ја олеснам работата, напишав неколку прашања во врска со каталогот на другата страна од ова писмо. Ке ми направите голема услуга ако одговорите на прашањата и го додадете својот коментар, се разбира, ако го сакате тоа. Воедно приложувам франкиран коверт и ве молам во него да го ставите својот одговор. Излишно е да се напомене дека со ова писмо никого не сакам да обврзувам. Ви препуштам вам да кажете дали според вашето мислење би требало да се запре издавањето на каталогот или можеби да се пристапи кон второ издание, преуредено врз основа на вашите скапоцени совети и искуства. Однапред ви благодарам за помошта и соработката. Искрено ваш, Кен Д. Дајк, шеф на рекламното одделение. Тука сепак е потребно мало предупредување. Од искуство знам дека некои луѓе откако ќе прочитаат писмото ќе се обидат механички да применат психологијата на молба за помош во вид на комплимент. На таквите веднаш морам да им кажам дека нема да успеат. Празното и неискрено ласкање не е исто со искреното признание. Секој човек копне за почитување и признание на собствените вредности, но никому не му е до неискреност. Принципите на оваа книга ќе се покажат корисни единствено тогаш ако ги применувате од срце. Запаметете дека не заговарам дволичност, туку нов начин на однесување со луѓето. 6 дел. 5 совети за посреќен семеен живот. Најсигурен начин за уништување на брачната среќа. За да ви покажам како може вечното приговарање и критикување на брачниот другар да изгасне и најпламената љубов, ќе земам неколку примери од историјата, тоест примерот на Наполеон III, на Лав Толстој и на Абрахам Линколн. Наполеон III се оженил од љубов со убавата и млада шпанска благородничка Евгенија. Љубовта на почетокот цветала, па се чинело дека ништо не ќе може да ја помати брачната среќа на влюбените сопружници. Евгенија имала се што може да посака жената, убавина, љубов, богатство, слава. Иако царот ја обожавал, таа сепак страдала од погубна мана. Била необично љубоморна, вечно го шпионирала, се сомневала и го измачувала со својата љубомора. Често упаѓала во неговата работна соба, прекинувала важни државни седници, се со желба да го понижи и да го посрами во очите на другите. Како упропастила со таквото однесување една голема љубов, раскажува А. Рајнхард во својата книга Наполеон и Евгенија, трагикомедијата на едно царство. На Наполеон на крајот не му преостанало ништо друго, раскажува Рајнхард, освен да почне ноќе да се искрадува од дворецот. Со филцана шапка набиена длабоко на челото, во придружба на еден од своите верни придружници, одел на вистина да побара утеха во прегратките на некоја убавица или во безделнички прошетки по улиците на заспаниот град. Од многобројните начини за уништување на љубовта, недовербата и приговарањето секако се најпогубни. Ефектот им е секогаш смртоносен, зашто дејствуваат како каснување на кобра. Тоа на крајот од животот го сватила жената на Лав Толстој. За жал веќе било премногу доцна. Пред смртта им признала на ќерките: "Јас сум единствениот виновник за смртта на таткови.
Уплаканите ќерки молчеле, сваќајќи дека таа ја зборува вистината, знаеле дека со постојаното приговарање, со критикувањето и поплаките таа навистина го отерала во смрт. Сепак, во првите години од бракот, Толстој и неговата жена биле необично среќни, обкружени со слава и богатство, уживале во љубовта и во децата. Понекогаш дури им се чинело дека среќата со која се обкружени е премногу силна за да може да потрае. И навистина, Толстој во 50-та година наеднаш почнува да се менува. Се откажува од грофовската титула и од сите своји романи и почнува да живее со живот на испосник, проповедајќи еднаквост и братство меѓу луѓето. На својот имот во Јасна пољана обработува земја и изработува најосновни предмети за живот, верувајќи дека богатството и приватната собственост се грев. Од тој момент почнуваат брачните неволји на Толстоеве. Навикната на сјај, раскош и слава, жената на Толстој, Софија, не може да се помири со новиот начин на живот. Секојдневно му приредува сцени, се заканува со самоубиство, го измачува со приговори, се нижат годините на брачен пекол, само понекогаш прекинувани со патетични сеќавања на исчезнатата среќа. Најпосле, во 82-та година од животот, измачен од постојаното приговарање на жената, Толстој бега од дома. Бара спас во снежната октомвриска ноќ во 1910 година, не знаејќи всушност каде би одел. 11 дена подоцна умира од воспаление на белите дробови на некоја железничка станица. Меѓу последните зборови што ги изговорил биле овие: "Не доводувајте ми ја жената пред очи." Тоа била страшна казна за незиното долгогодишно приговарање, мачење и хистерија. Навистина треба и таа да се свати, но постигнала со таквото однесување нешто? Си помогнала ли себе си и на својот маж или пак го пропастила бракот? Мислам дека навистина не знаев што правам, признала пред крајот на животот. Тогаш се разбира било премногу доцна. Несреќниот брачен живот бил трагедијата и на Линколновиот живот. Не атентатот, туку токму несреќниот брачен живот, зашто во моментот кога го погодил смртоносниот куршум, Линколн веќе не бил свесен за настаните околу себе, додека цели 20 години стрпливо ги поднесувал маките што со зајадливото приговарање му ги задавала жената Мери. Што се не му зборувала, вечно го обвинувала дека се држи подгрбавено, дека несмасно оди, дека превисоко ги крева стапалата, дека има преголеми уши, преголеми раце и стапала, премала глава и неправилен нос. Линколн и неговата жена во се биле речиси вистинска спротивност. Се разликувале во воспитувањето, темпераментот, вкусот и погледот на светот. Затоа никогаш во ништо не можеле да се согласат. Високиот, крескав глас на господја Линколн често се разнесуваше по улицата, запишал еден современик на Линколн, а нејзините постојани изливи на гнев станаа вообичаена појава за целото соседство. Често не се задоволуваше само со викање, туку прибегнуваше и кон други начини на изразување на лутината. Во прво време по венчавањето Линколнови живееле во најмена соба и заедно со други станари се хранеле во малата трпезарија на станодавката господја Ерли. Еднаш на појадок жената на Линколн толку се налутила поради некоја глупост што му фрлила на мажот филџан кафе во лицето, и тоа пред сите други станари. Линколн продолжил да седи без збор. Кафето му капело по косата, лицето и облеката, додека најпосле не се стрчала господја Ерли и го избришала. Освен тоа, Мери Линколн била ужасно љубоморна, па на мажот пред други често му приредувала неверојатни сцени. Единственото со што до некаде би можеле да го оправдаме таквото нејзино однесување е фактот дека можеби никогаш не била сосем здрава, зашто во староста, за жал, полудела. А дали вечните приговори, викањето и изливите на гнев го измениле Линколн? До некаде да, ги измениле неговите чувства кон жената и го натерале да ја избегнува. Во Спрингфилд, каде што тогаш работел како адвокат, имал уште 11 адвокати, бидејќи во толку мало место немало доволно работа за сите, Линколн и неговите колеги често јавајќи заминувале во соседните места и окрузи на кои им била потребна адвокатска помош. Додека другите во сабота секогаш се враќале дома, Линколн често останувал и по неколку месеци. Помило му било да ноќева по бедни, нечисти сврталишта, одошто во сопствениот дом, каде што го чекале вечното приговарање на жената и дивите изливи на бес.
Беси Хамбургер, која имаа долгогодишно искуство како адвокат на Њујоршкиот суд за бракоразводни парници, вели дека зајадливоста и приговарањето се една од најчестите причини за разводи на бракови. Ако сакате да ја зачувате брачната среќа, првото правило гласи: немојте да приговарате. За љубовта и толеранцијата. Во животот ќе направам многу глупости, но никогаш нема да се оженам од љубов, рекол англискиот државник Дизраели. И навистина Дизраели до 35-та година живеел како стар ерген, а потоа побарал богата вдовица 15 години постара од него. Секако не се работело за љубов. Вдовицата добро знаела дека Дизраели сака да ја земе за жена единствено поради парите. Затоа го замолила да ја даде 1 година време за да може да ги проучи сите негови добри и лоши страни. По 1 година се согласила да се омажи. Иако оваа вистинска приказна звучи прилично прозаично, бракот на Дизраели и на Мери Ен бил необично среќен. Мери Ен била веќе ни млада, ни убава, тешко би можеле да речеме дека се истакнувала со добар вкус и со солидно образование. Дури се облекувала речиси бизарно, а во друштво правела такви грешки кои соговорниците често ги терале на глас на смеја. Например, никогаш не знаела кој бил во историјата порано, грците или римјаните. Па сепак Мериен била вистински гений во прашањата на бракот. Знаела како треба да се постапува со мажите. Знаела дека на незиниот маж по напорниот ден поминат во разговори и работа со умни господа му се потребни чувството на топло огниште и незиното пријателство. Се трудела да му биде другарка, советничка и најблиска пријателка. Домот што му го создала зрачел со топлина и тивко обожавање. Затоа часовите поминати покрај Мериен за Дизраели биле најсрекните моменти во животот. Често нестрпливо брзал дома да ги раскаже настаните од парламентот. Знаел дека што и да направи, ништо не ќе може да ја поколеба незината верба во неговите државнички способности. Мериен 30 години живеела само со Дизраели и сето свое богатство го трошела да му го направи животот попријатен. Тој за возврат ја обожавал. Никогаш не ја укажувал на грешките и на незнаењето поради кои другите и се подсмевале. Дори кога некој би ја изложил на подбив, тој решително застанувал во нејзина одбрана. Благодарејќи му нему, мојот живот се претвори во трајна слика на непоматена среќа. Знаела да им рече на своите пријатели, а Дизраели еднаш изјавил: живеевме во брак цели 30 години, без да ми биде ниеден момент додевно во нејзино друштво. Дизраели често знаел да ја рече на жена си: па ти знаеш дека се оженив за тебе единствено поради парите? Таа на тоа со насмевка му одговарала: точно, но кога би морал уште еднаш тоа да го сториш, сигурна сум дека ќе ме земеш од љубов. Вистина, Мериен не била совршена, но Дизраели бил премногу мудар за да се обидува да ја промени. Ја оставил да остане онаква каква што навистина ја била и не погрешил. Тешко е и речиси невозможно да се менува возрасен човек. Обидите да го направиме тоа секогаш ќе доведат само до расправија. Затоа е подобро да се остави да живее онака како што тоа него најмногу го радува. Се разбира доколку со таквото однесување не и нанесува зло на околината. Хенри Джеймс има речено: прва и најважна работа што мораме да ја научиме во однесувањето со другите е не мешањето во особеностите на нивните ситни радости, под услов таквите радости да не им наштетуваат на други луѓе. А Фостер Вуд во својата студија за семејниот живот запишал: успехот во бракот не зависи само од тоа дали сте нашле вистински партнер, туку главно од тоа дали самите сте вистинскиот партнер. Второто правило за посреќен брачен живот гласи: не обидувајте се да го менувате брачниот другар. Ситници што значат многу. Цвеќето секогаш било символ на љубовта. Китка цвеќиња не чини многу, особено не во сезоната, а продавачите на цвеќиња ги има на секој уличен агол. Сепак, судејќи според зачестеноста со која просечниот маж и донесува букетче синолички на жената, би можеле да заклучиме дека тие се скапи како орхидеите или ретки како рунолистот до кој треба да се искачува по стрмни алпски спили. Зошто би морале да чекате жена ви да оди во болница за да ја однесете букет? Зар уште утре не би можеле да ја изненадите со такво малечко внимание?
Има луѓе кои на своите жени и мајки им телефонираат од работа 2 пати на ден, не за да им раскажат некои важни новини, туку едноставно за да им укажат ситно, но потребно внимание. Жените многу држат до датумите какви што се годишнината од бракот или пак роденденот. Затоа подобро ви е да заборавите и на важните државни датуми и празници, одошто да не се сетите на тие навидум неважни денови, толку прираснати за женското срце. Еден чикашки судија, експерт за прашањата на развод на бракот, тврди дека ситниците се најчесто повод за многу брачни несогласувања. Многу бракови можеле да останат среќни, вели тој, само да сакале жените и мажите едни на други да си ги дозволат неважните ситници од кои се состои животот. Англискиот поет Роберт Браунинг и жена му Елизабет биле вистински примери на совршени брачни другари. Браунинг никогаш не штедел труд и време за искажување на ситни вниманија на својата жена. Кога се разболела и лежела прикована за креветот, Браунинг ја негувал со толку внимание и љубов, што Елизабет на своите сестри еднаш им напишала: "На крајот почнувам да се прашувам дали навистина сум некаков жив ангел." Има премногу мажи кои ја потценуваат важноста на тие ситни секојдневни гестови на внимание. Има и многу такви што нема да сватат дека животот на крајот на криштата се состои од ситници. Сигурно би било многу попријатно да се живее со луѓето кога би имале наум дека живееме само еднаш и дека затоа е многу подобро да се настојува секој миг да се направи радосен, наместо да си го загорчуваме себе си и на другите. Би морале да бидеме свесни дека еднаш пропуштената шанса никогаш веќе не ќе можеме да ја надоместиме. Мажите често забораваат колку внимание жените и придаваат на сопствената надворешност. Мажот дури и не се сеќава во што бил облечен вчера, а жената ќе ја забележи кај другите и најмалата ситница. Понекогаш е дури смешно како жената и по многу години ќе се сети на облеката што ја носела по некој повод. Например, баба ми доживеа длабока старост од 98 години. Кратко време пред да умре, целото семејство се собра околу незината постела. Кога ја покажавме една фотографија од младоста снимена пред речиси половина век, не праша: "Каков фустан сум носела?" Замислете, старица која не ги препознаваше ни сопствените деца, наеднаш живо се заинтересира за облеката што ја носела пред половина век. Поради сето тоа, важно е да се запамети дека на секоја жена ќе и годи признанието од мажот на сметка на облеката и на надворешниот изглед. Истото важи и за готвењето. Нема жена што ќе отфрли пофалбата поради вкусно сготвеното јадење. Ќе ви раскажам смешна приказна која секако е измислена, но е мощно поучна. На крајот од еден напорен ден, секоја селанка поставила пред мажот и синовите куп сено. Кога машките вџашено ја погледнале мислејќи дека се е поместила од умот, селанката им одговорила: "Мислев дека немаше ни да забележите што ви понудив за вечера. Готвам за вас веќе 20 години, а ни еднаш не ми дадовте на знаење дека она што го готвам барем малку е повкусно од сеното." Некогашните руски благородници имале подобри манири од многумина современи мажи. По вкусното јадење имале обичај да го повикаат готвачот за да му се заблагодарат за трудот и да му честитаат на успехот. Зошто ние денес би морале да бидеме помалку обзирни кон сопствената жена? Зошто не би го пофалиле нејзиниот труд и не би ја направиле посреќна? Зошто не би и дале на знаење дека не ставила пред нас куп сено? Третото правило за посреќен брачен живот гласи: искажувајте ситни вниманија. Не штедете пофалби за навидум неважни ситници. За учтивоста во бракот. Кога ја прашале како во текот на годините успела да го зачува својот необично хармоничен брак, сопругата на Волтер Дамрош, американски диригент од германско потекло, рекла: "Второ по ред на важноста по правилниот избор на брачниот другар, според моје мислење е значењето што им го придаваме на учтивите односи меѓу сопружниците. Жените кон мажите би требало да покажуваат исто толку учтивост и почитување колку и кон гостите. Нема маж кој долго ќе поднесува брборлива жена." Грубоста и безобзирноста се вистински отров за бракот. Иако тоа сите добро го знаеме, неверојатно е што речиси секогаш сме поучтиви со странците одошто со своите најблиски. Никогаш не ни паѓа на ум да го прекинеме гостинот и да му речеме: "Па нема белки пак да ја слушаме таа престара приказна."
Не ни помислуваме на тоа да ги отвараме писмата наменети за познајниците и пријателите или да го пикаме носот во нивните мали тајни. Се осмелуваме да ги навредуваме единствено своите, тоест оние кои ни се најблиски и најмили. Простачки, лоши и навредливи зборови изговараме главно и единствено пред домашните. Учтивоста, вели Хенри Рајзнер, е квалитет на душата која знае да премине преку скршената ограда од градината и да го управи погледот во ружите што цветаат од таа страна на патот. Учтивоста за бракот е исто што и маслото за моторот. Американскиот лекар и писател Оливер Вендел Холмс, автор на хумористичната книга Автократот на појадок, во сопствениот дом не бил никаков автократ, всушност бил толку внимателен со домашните што ги криел од нив своите најситни нерасположенија. Кога бил потиштен, се повлекува во својата соба, зашто сметал дека ако веќе самиот трпи, не мора со своите грижи да ги оптоварува и другите. Меѓутоа, што прави во таквите моменти обичниот смртник? Ако се случи да задоцни на работа, да збесне поради прекорите од шефот, да задоцни на последниот утрински автобус, одвај чека да дојде дома за да може сиот свој без да го истори врз домашните. Холандјаните имаат убав стар обичај, пред да влезат во куќата ги оставаат чевлите пред вратата. Зошто поѓаволите не би можеле да се угледаме на холандјаните, пред да го пречекориме куќниот праг, да ги оставиме пред вратата сите своји деловни проблеми и да бидеме учтиви со домашните. Тие и онака не ни се виновни за недоразбирањата на работа. Во својот есеј за известно слепило на човечките суштества, Вилијам Џејмс пишува: слепилото за кое ќе зборувам е болест од која страдаме сите кога се во прашање чувствата на другите луѓе. Сепак, изгледа дека сме посебно склони кон таков вид слепило кога станува збор за нашите најблиски. Речиси, нема човек кој не би бил учтив со другарите на работа, а кој ни малку не се стеснува да го истори својот бес врз собствената жена. Но, ако го прашате, ќе ви признае дека многу поважна му е среќата во бракот отколку задоволството на работа. Среќно оженетиот човек е посреќен од какови да е гении чиј што живот поминува во самотија. Сепак, какви се изгледите за среќен брак? Според мислењето на Дороти Дикс, повеќе од половината склучени бракови завршуваат со неуспех. Доктор Пол Попено, директор на Институтот за семени односи во Лос Анџелес, на тоа гледа малку поинаку. Мажот има повеќе изгледи да успее во бракот отколку во другите работи на кои решил да им се посвети. Од вкупниот број мажи кои секој ден отвораат дуќан со ситна стока успеваат околу 30%. Од вкупниот број склучени бракови 70% стануваат среќни. Не би било премногу оваа глава да се заврши со проникливите забележувања на искусната Дороти Дикс. Ниједна жена не може да свати зошто мажот не вложува исто толку жар во изградувањето на сопствениот дом колку што вложува во изградувањето на својата професија и во успехот во работата. Иако секој маж ќе ви рече дека му е поважно да има задоволна жена и среќен дом од што да заработува $1000 месечно, малкумина навистина ќе се потрудат да ги исполнат условите за среќен семеен живот. Бракот, тоест најважната работа на својот живот, ќе му го препуштат на случајот и ќе излезат од него како поразени или како победници според тоа како ќе им досуди судбината. Жените никогаш нема да сватат зошто мажите не се однесуваат кон нив барем малку потактично, кога знаат дека тантелената ракавица би можела да им даде неспоредливо повеќе среќа од што цврстата рака. Секој маж знае дека без многу посебен труд ќе добие од својата жена се што ќе му се посака. Знае дека ќе може да ја одоброволи и да ја израдува со неколку убави зборови за кои не е потребно многу, освен да се сети да ги изговори. Секој маж знае дека е доволно да и се каже дека е згодна во ланскиот фустан, па и најновите модни крикови ќе изгубат во незините очи секакво значење. И на крајот секој маж знае дека со еден единствен бакнеж во вистинско време ќе побуди во неа прилив на љубов и нежност. А секоја жена знае дека тоа му е сосем јасно на незиниот маж, зашто веќе 1000 пати во животот му рекла како може да ја усреќи, и токму поради тоа таа никогаш не знае дали да го мрази или да го презира поради упорното непочитување на она што неа ја радува, поради скапите подароци со кои понекогаш се обидува да се искупи, наместо да се потруди со убав збор и со нежност да го добие од неа она што таа му го нуди. Четвртото правило за посреќен семеен живот гласи:
Бидете учтиви со брачниот другар. Најчести причини за брачните несогласувања. Многобројни истражувања за причините за неуспех на брачниот живот покажуваат дека половата неприспособеност е еден од најчестите поводи за развод на бракот во Соединетите Американски држави. Доктор Пол Попено, директор на Институтот за семени односи во Лос Анџелес, многу години ги проучувал проблемите на брачниот живот во Америка. Откако ја проучил историјата на болеста на илјадници уништени бракови, доктор Попено изработил ваква ранг листа за причинителите на брачни несогласувања. Прво, полова неприспособеност. Второ, несогласување во поглед на поминувањето на слободното време. Трето, парични тешкоти. Четврто, душевни и телесни аномалии. Би било тешко да се превиди фактот дека во Попеновиот попис половата неприспособеност доаѓа на прво место, додека, например, паричните тешкоти го заземаат дури третото место. Дека е така ни потврдуваат многу други експерти. Еден угледен американски адвокат, човек кој ги слушал исповедите на илјадници брачни партнери, неодамна изјави дека 9 од 10 разведени бракови пропаѓаат токму поради проблемите од полова природа. Нема сомневање дека сексуалноста игра најважна улога во животот на човекот, рекол познатиот психолог Џон Вотсон. Таа е несомнено и најчест повод за голем број брачни бродоломи. Слични изјави имам слушнато од устите на многумина посетители на моите курсеви. Слушајќи ги се прашував, зар не е жално во 20 век, кога пред себе имаме море сексолошки книги и прирачници, да пропаѓаат бракови само поради тоа што си дозволуваме апсолутно незнаење за основниот природен инстинкт. Еве што вели за тоа доктор Оливер Бетерфилд, раководител на Њујоршкото брачно советувалиште. Не ми требаше долго да сватам дека и покрај романтичните сонувања и добрите намери, многу млади луѓе влегуваат во брак како целосни брачни аналфабети. Ако се сетиме дека толку чувствителната и трнлива врска како што е бракот сосем му ја препуштаме на случајот, ќе видиме дека е вистинско чудо што разводите на брак не ја надминуваат бројката од 16%. Има многу брачни партнери кои живеат заедно, иако всушност станале вистински странци еден за друг. Нивниот живот е пекол. Срекните бракови, продолжува доктор Батерфилд, ретко се плодна случај, зашто бракот е установа која, како и архитектонското остварување, треба да се гради интелигентно и плански. Брачната среќа не зависи само од половите односи, но ако тие не се задоволувачки, се друго во бракот ќе тргне по погрешен пат. Половата срамежливост мораме да ја замениме со способноста искрено и отворено да разговараме со брачниот другар за проблемите што не мачат. Се разбира, во тоа најмногу ќе ни помогне една добро напишана книга за човековата сексуалност. Петтото правило за посреќен брачен живот гласи: прочитајте добра книга за сексуалноста во бракот. Накратко, 5 совети за посреќен семеен живот. Немојте да приговарате. Не обидувајте се да го менувате брачниот другар. Изразувајте ситни вниманија. Бидете учтиви со брачниот другар. Прочитајте добра книга за сексуалноста во бракот. 10 прашања за мажите. Прво, ја изненадувате ли некогаш жената со букет цвеќе, честитка за роденденот и за годишнината на бракот? Дали ја искажувате ситни, неочекувани нежности и вниманија? Второ, настојувате ли да не ја критикувате пред други? Трето, дали давате пари и надвор од куќниот буџет? Четврто, се обидувате ли да ја сватите променливоста на женската природа и помагате ли во моментите на умореност и нервна раздразливост? Пето, и посветувате ли барем половина од своето слободно време? Шесто, дали сте доволно внимателни да не ги споредувате низините домаќински и готвачки способности со оние на вашата мајка и на жената на пријателот, освен доколку споредбите и одат неизе во прилог? Седмо, се интересирате ли за незините проблеми на работа, за книгите што ги чита, за незините пријатели, за незините погледи на јавниот и на семејниот живот? Осмо, можете ли без љубоморни забелешки да поднесете да игра со други мажи и да прима од нив ситни вниманија? Девето, ја користите ли секоја можност да ја кажете дека е згодна и да ја подсетите колку ја сакате?
10. И велите ли благодарам за ситните услуги што секојдневно ви ги прави? За сошиеното копче, за крпениот чорапи, чистата кошула? 10 прашања за жените. Прво, се мешате ли во работата на мажот? Настојувате ли да не ги критикувате неговите соработници и да не му приговарате поради некое задоцнување од работа? Второ, се трудите ли својот дом да го направите што попривлечен и поинтересен? Трето, составувате ли листа на јадење така што вашиот маж никогаш да не знае какво изненадување го очекува за идниот оброк? Четврто, се разбирате ли во неговата струка толку за да можете со него да разговарате за проблемите на работа и да му бидете советник? Пето, знаете ли храбро да ги поднесувате паричните незгоди, не укажувајќи му на мажот на неспособноста и не споредувајќи го со другите? Шесто, се трудите ли да бидете љубезна со неговата мајка и со роднините? Седмо, дали во своето облекување барем до некаде го почитувате вкусот на мажот? Осмо, дали сте доволно попустлива во ситниците што се закануваат да ја нарушат брачната согласност? Девето, се обидувате ли да ги научите игрите во кои вашиот маж ужива во слободното време? Десето, се интересирате ли за политичките настани, за книгите и културните новини за кои би можеле да разговарате со него?